Добро утро, почитувани гледачи, во редовниот стандарден термин, ново издание на емисијата Фактор здравје. Утрово зборуваме за современ третман на епилепсија со посебен акцент и фокус на вагус нерв стимулаторот, кога се користи, како функционира, што да очекуваат пациентите и кои се придобивките за пациентите. На оваа тема утрово разговараме со асистент доктор Томи Камиловски, специјалист неврохирург од Универзитетската клиника за неврохирургија. Добро утро, доктор Томи, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, ви благодарам на поканата. Така. На почеток и пред да почнеме да објасниме, рековме фокусот ќе го ставиме на овој еден од начините на третман на епилепсија, која што е отпорна на лекови. Што е епилепсија, барем во кратки црти, какви видови постојат и што ја карактеризира оваа состојба? Епилепсијата представува хронична невролошка состојба која што се карактеризира со напади кои што настануваат како резултат на ненормалната електрична мозочна активност. Постојат повеќе типови на епилепсија, би ги класифицирал во две групи, како парцијална и целосна епилепсија. Оваа состојба, односно оваа болест е доста фреквентна. Секој 26 човек на планетата заболува од епилепсија, големи се последиците како резултат на епилепсија и затоа таа треба да се третира. Една од причините кои што може да настане несакана е пациентите да се повредат како резултат на ненадено случување на епилептичен напад, да повредат друго лице како резултат на возење на автомобил, велосипед за време на епилептичен напад. Исто така делува и на нивните когнитивни функции. Тоа значи дека особено важно кај децата е дека тие немаат меморија, немаат концентрација, имаат неспособност за учење кај оние тешки форми на епилепсија. Зборувам, оние пациенти кои што имаат фреквентни епилептични напади во текот на денот по 60-70 напади, тие најчесто страдаат од анксиозност, најчесто се депресивни и се со голем страф за социјално отфрлање. Епилептичните напади потешко и сами да функционираат така од стравот, дали и каде може да се случи тој напад. Епилептичните напади може да бидат многу опасни. Ако се случи епилептичен статус, може да запре работата на срцето, да прекине дишењето, што е многу опасно и може да настане и ненадејна смрт. Исто така треба да се каже дека не секоја 1/3 од вкупниот број на епилепсиите се отпорни на лекарства. И како што и денешната тема за која што разговараме, треба да кажеме дека таа 1/3 е целната група на пациенти на кои што треба да се постави ваков електричен стимулатор. Така да, во најголемиот дел од случаите така се третира со лекови или други опции, модалитети на третман, но кај овој број на пациенти, одреден број на пациенти кои што не реагираат на терапија, ова е некако можеме да кажеме идеалното и вистинско решение. Ќе погледнеме блок реклами па ќе продолжиме со разговор. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Следете не, повелете, јавете се и поставете прашање. Со асистент доктор Томи Камиловски, специјалист неврохирург од Универзитетската клиника за неврохирургија, зборуваме за вагус нерв стимулаторот, кога се користи, како функционира, кои се придобивките за пациентите, оние со епилепсија која што не реагира на лекови. И повторно уште малку само да се задржиме на епилепсијата. Кои се причините? Дали е доминантна во детската возраст и кај постарата популација или пак едноставно може на која било возраст од најразлични причини да се појави? Постојат повеќе причини за појавување на епилептични напади. Може да се јават и во детската возраст, во раната детска возраст и кај возрастните. На нашата клиника најчестите причини може за настанување на епилепсија се повредите, потоа туморската патологија. Може би инфекциите на мозокот и како да доведат до појавување на епилептични напади и поред тоа што пациентот ќе се излекува понатака во животот да страда од епилепсија, генетските фактори како предиспозиција за појава на епилептични напади, потоа за време на бременоста некои патолошки состојби може да оштетат мозокот на плодот и во иднина тоа детенце да страда од епилепсија. Има и уште многу други причини кои што може да доведат до
појавување на епилептични напади, но не постои доба која што може да кажеме дека не може да се јави или дека сме немале деца или возрастни пациенти премногу возрастни со епилепсија. Да, невролозите ја третираат епилепсијата, меѓутоа има ситуации каде што и неврохирурзите, така од причини неврохируршки, така треба тука да направат. Така е. Доколку се работи за повреда или доколку се работи за туморска патологија, ние како неврохирурзи никогаш пациентите за прв пат пројавуваат во својот живот епилептичен напад. И тоа ќе биде првата причина да направат снимка на мозокот, дали компјутерска томографија или магнетна резонанца. Од која ќе се направи оваа снимка, ќе се утврди дека има некоја причина, дали тоа било крварење во мозок, дали тоа се тумори, дали се работи за инфекција на мозокот и така натака. Ние како хирурзи дел од овие состојби хируршки ги лекуваме, а и со тоа ќе отстраниме причината за епилепсија. Но во иднина кај одреден број на пациенти и поред тоа што ние сме направиле хируршка интервенција во смисол сме го отстраниле крварењето, сме го отстраниле туморот, сме решиле повредата на мозокот оперативно, останува секвела која што дава потенцијали за развивање на епилептични напади. Овие пациенти често пати, односно секој од овие пациенти редовно зема антиепилептична терапија која што ја препишуваме, а потоа се јавуваат на контрола кај невролозите да направат одредени испитувања за да ја адаптираат дозата, времетрењето на користење на овој лек. Кај одредена група на пациенти се јавува така наречена рефракторна медикаментозна епилепсија. Тоа значи поедноставено дека и покрај земањето на 2 или 3 антиепилептични лекови во комбинација сите 3 или 2 лека одеднаш или како монотерапија и повторно постои неуспех, овие пациенти се кандидати за хируршка интервенција, односно за пласман во овој случај вагус нерв стимулатор. Да. А тие пациенти имаат и голем број на епилептични напади во текот на денот или периодот понатаму? Од досегашното искуство кое што го имаме, да, овие пациенти се со фреквентни напади, па дури 20, 30 и повеќе, 60 епилептични напади во тек на еден ден и може да замислите колку е тоа тешко да се функционира со толку напади во тек на еден ден. Некои пациенти се со постојани напади, парцијални напади, каде што имаме постојани движења на телото, неволјеви, и тие прво подлежат на медикаментозна терапија. После таа медикаментозна терапија, кога ќе се утврди дека станува збор за терапија отпорна на лекови, тогаш доаѓа втората фаза, а таа е фаза хируршки третман на епилепсијата. Има повеќе начини, од кои еден од начините е апликација на вагус нерв стимулатор, кој од сите начини на третман на епилепсијата, мислам дека хируршки збориме, дека е наједноставен и најбезболен за пациентите. Така да. Сега пред да кажеме и како функционира имплантацијата, самиот начин на вградување, која е функцијата на вагусниот нерв? И зошто го нарекуваат нерв скитник? Вагусниот нерв е еден од најголемите нерви во телото, започнува од главата, се спушта надолу преку вратот, во градниот кош и стига до цревата. Неговата функција, главна улога има во контрола на одредени мускули, има улога во контрола на врз срцевиот мускул, има контрола врз дигестијата и тоа е многу важен во нашето тело. Одбран е заради добрата позиција и дека има комуникација директно со мозокот. Преку дразнење електрично на овој нерв се постигнува да се прекине епилептичен, да се спречи појавување на патолошки бранови, електрични бранови во мозокот, доколку се појави епилептичен напад, тој да се скрати. Не е сеедно да трае епилептичниот напад неколку минути или неколку секунди, тоа е многу значено, заради тоа што опоравокот од еден епилептичен напад би бил многу побрз. Така да. Сега, што е вагус нерв стимулаторот или стимулација, она што се имплантира, кога веќе ќе се поминат сите процедури и критериуми исполнети дека кај тој пациент може да се вгради ваков и е кандидат за ваков имплант?
одбереме кандидат кој што е идеален за оваа процедура, не секој пациент е за поставување на оваа процедура кој што има епилепсија. Најпрво би кажал дека овој систем се вградува поради две причини. Првата причина е, кажавме, медикаментозно резистентна епилепсија, а втората причина за која што исто така овој апарат може да се вгради е тешката форма на депресија, кај кој што пациенти кои што примале антидепресивна терапија која што не помогнала, или пациенти кои што од било која причина не смеа да примаат антидепресивната терапија, се кандидати за поставување на овој систем. Овој систем се состои од три елементи. Два се вградуваат во телото, а еден елемент е за пациентот или фамилијата кој што го контролира апаратот. Првиот дел од апаратот е генераторот. Тоа е батерија која што стимулира електрични импулси, кои што преку вториот елемент, а тоа е електродата, кои што се директно поврзани, се го дразни вагусниот нерв. Бидејќи вагусниот нерв ја контролира работата на срцето, ја контролира работата на цревата. Тоа е важен. И ние не смееме да дозволиме да овие импулси го дразнат срцето, ги дразнат цревата, заради тоа што ќе настане состојба која што за пациентот нема да биде добра. Вагусниот нерв стимулатор има и импулси кои што се движат во една насока, а тоа е насока од генераторот према мозокот, а и не према долниот дел од телото, што е голема придобивка. Овој апарат се вградува на тој начин што пациентите се хоспитализираат, лежат во болница, представува минимално инвазивна метода која што трае кратко време, околу 45 минути. Се работи во целосна анестезија, се пласира во вратниот сегмент на нервус вагус, каде што се поставува електродата и директно се поврзува со нервот, подкожно се спроведува и се поврзува со генераторот, односно батеријата. Генераторот не само што испраќа импулси, тој и детектира потенцијал за создавање на епилептичен напад. Тоа го детектира на тој начин што тоа е во близок сооднос со срцето. Се поставува надградниот мускул. Ненадејното, интензивно чукање на срцето, забрзување на работата на срцето, тоа ја детектира. Од една страна преку генераторот, а од друга страна преку електродите, кои што се исто така блиску поставени до каротидата, која што ги пренесува импулсите на срцето. Тие с големен број на импулси ненадено, значи можност за формирање на епилептичен напад. Овој апарат има автоматски режим. Кога ќе го детектира, кога ќе детектира оваа состојба, веднаш почнува да создава импулси. Со помош на овие импулси се прекинуваат тие патолошки електрични потенцијали во мозокот, или доколку веќе се формирани и започнуваат епилептичен напад, тие би го скратиле тој епилептичен напад. Сега тој апарат е како паметен систем, многу сличен на телефоните, каде што може да се поврзе бежично со компјутер, не со било кој компјутер, туку со компјутерот на неврологија се поврзуваат. Тој дава податоци за епилептични напади кои што се случиле од кога е вграден овој систем и му ја олеснува работата на неврологот на тој начин што може да го активира во одреден дел од денот. Врз основа на претходно направените, значи ние идеме прво со, како што кажавме, со хируршка процедура, имплантација. За еден ден после интервенцијата ние ги испуштаме пациентите, сепак се работи за хируршка интервенција, постојат рани, тие се мали, една рана е во предел на вратот, една рана е во предел на градата, каде што стои генераторот. Овие рани треба да заздрават. Заздравувањето на овие рани е некаде 1 до 2 недели. Од кога ќе заздрават раните, ние ги препраќаме пациентите на неврологија, каде што се активира апаратот. Апаратот се активира по принцип на најслабата доза, нели имаме јачина на струја и фреквенција. Тој не испушта постојано електрични бранови, туку тоа го прави во одредена фреквенција со пуштање на електрични бранови и пауза. Можеби во една минута да има 30 електрични стимулации и 30 паузи. Сега,
се уклучува во одреден ден од денот, кога се формираат овие патолошки бранови на претходно направено ЕЕГ. Но кога ќе се вратат на контрола пациентите, може да се увиди дека пациентот има електрични потенцијали патолошки, кои што ги дава, имал тахикардија, имал забрзана работа на срцето во одредено време во текот на денот, и тоа се случува во исто време. Апаратот може да се репрограмира и да се адаптира на новонастанатата состојба. Секој пациент е различен. Да. И секој пациент има различен тип на епилепсија и му е потребна различна доза и различно програмирање на апаратот. Тоа го возможува апаратот да биде за различни пациенти, да се програмира врз основа на потребата на еден пациент. Како придобивки, кога најбрзо и најрано може да се очекуваат? Ќе се намали бројот на епилептични напади, како што рековте, нема толку драматични, може би да бидат? Тоа е придобивката и она што го очекуваат пациентите? Овој апарат може да се вгради во било која доба, рековме. И кај децата, и кај возрастните. Кажавме поради која причина се вградува, но големи резултати има кај детската популација. Направени се студии кои што укажуваат дека по дијагностицирање на медикаментозно резистентна епилепсија треба што побрзо да се одлучи фамилијата за ваков чекор. Заради тоа што секоја епилепсија го троши мозокот и секоја епилепсија кај едно дете предизвикува неможност да тоа се развие како што треба на психички план. Значи, рековме, влијае во концентрацијата, меморијата, а со тоа сериозно дава сериозно влијание врз понатамошниот едукативен процес на детето. Има и доста деца кои што поради зголемената фреквенција на напади не можеле да научат да зборуваат. По апликација на овој систем, заради намалување на бројот на напади, и како се подобрува состојбата, се подобруваат когнитивните функции и децата почнуваат да зборуваат. Односно, да ви одговорам на прашањето, колку порано се стави апаратот во детската возраст, од кога ќе се дијагностицира епилепсија, толку се подобри резултатите. Дури во првата година имаме над 50% успешност. Колку подолго време се носи овој апарат, телото се спојува како единка со овој систем и функционира подобро. Дури до 75% се намалуваат епилептичните напади. Така, кога ќе се вгради еднаш овој имплант, останува тој за секогаш? Овој апарат се вградува, постојат цело време се создаваат нови апарати кои што се подобрени од претходните. Новата генерација на апарати батеријата трае до 10 години. Под 10 години батеријата треба да се замени. Кога ќе се појде на контрола на неврологија, тогаш се поврзува бежично со компјутерот и тој кажува дека имаме уште мал процент од батеријата и дека треба да размислуваме дека таа треба да се промени. Тоа е едноставна процедура која што опфаќа само промена на генераторот, но не и на електродата. Кратко трае, некои 10 минути, и после тоа, па дури во истиот ден, пациентот може да си отиде дома, повторно проминува низ истиот процес од недела до 2 да заздрави раната и да се уклучи апаратот. Така. Дали може вградувањето на овој вагус нерв стимулатор да се комбинира и со другите начини на терапија, односно треба ли лекови или треба ли некој друг модалитет во терапијата? Овој апарат е дополнение на терапијата. Не е како една единствена метода дека пациентите ако се вгради ваков систем кај одреден пациент, дека тој ќе го користи само системот, а нема да ги користи лекарствата. Треба да се каже дека, нели рековме, медикаментозно резистентна епилепсија. Пациентите земаат 2 или 3 антиепилептични лекови кои што се лекарства кои што влијаат на животот на пациентите, делуваат врз нивното расположение, ги успорува и така натака. И сега, кога ќе се аплицира еден ваков апарат, може да се намали бројот на терапија, да ако претходно земале 3 антиепилептични, да преминат на 2 или на 1, да се намали значително дозата, со што ќе се подобри функционирањето. Односно, кај пациенти кои што имало голема фреквенција на напади во тек на еден ден,
например 30, 50, 60 напади, да се намалат на еден напад во тек на еден месец, а тоа е значително подобрување. Одлично е тоа, Овие пациенти кои што имаат секојдневни епилептични напади се зависни од трето лице, зависни од одреден член од фамилијата, мора постојано да биде со нив, заради тоа што треба да внимава ако се деси епилептичен напад, веднаш да реагира. Овие пациенти кои што имаат фреквентни напади не може да искочат надвор и слободно самостојно да шетаат, не можат лесно да одат на училиште, не можат да работат, или не може да возат велосипед, да возат кола, тоа е со голем ризик дека може да се случи епилептичен напад и да имаме несакани последици, да се повреди самиот пациент или да повреди некој друг човек на улица. Од кога ќе се стави овој апарат, бројот на напади значително се намалуваат. Пациентиве стануваат се помалку зависни од друго лице, стануваат самостојни, можат да одат лесно на училиште, можат да функционираат нормално, да не се плашат од фрлање од околината и како влијае за нивното ментално здравје, когнитивните функции на мозокот значително се подобруваат, со тоа што тој човек станува продуктивен. Треба да се напомене дека придобивките од овој систем не се само дека ќе го вградиме системот, има придобивка само пациентот, има придобивка и околината. Има и tekakво олеснување фамилијата што не треба да обрнува внимание 24 часа да не се случи епилептичен напад на пациентот. Значи може да се каже дека имаме олеснување во здравствениот систем, заради тоа што после тежок епилептичен напад фамилијата секогаш повикува брза помош. Тие ќе дојдат, ќе дадат терапија. Брзата помош често пати овие пациенти ги зема и ги носи во болница. Треба да се прегледа пациентот, да се направи инвестигација, да се направи компјутерска томографија, да се направи ново ЕГ кое што системот го чини средства. Исто така, одреден број на пациенти после тешка форма на епилепсија, односно тежок епилептичен напад, бараат хоспитализација. Хоспитализацијата се намалува. Ако еден пациент со тешка форма на епилепсија барем неколку пати во годината е хоспитализиран, после апликација на овој систем имаме периоди кои што тоа не се случува со години. Така. Одлични придобивки пред се за пациентот, бидејќи му го олеснува секојдневието и ја контролира состојбата. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Томи, колку интервенции вакви вградени импланти се направени кај нас во земјава? Ние овој проект го започнавме пред отприлика 3 години, каде што заедно предходно со проктор од странство ја работевме оваа процедура. Вкупно имаме завршено 25 пациенти, имаме 25 апарати поставено. Првите беа со помош на проктор, сега веќе ги пласираме самостојно. На клиниката за неврохирургија. Клиниката за неврохирургија, да. Имаме голем успех кај нашите пациенти. Евидентирано е дека нашите пациенти по имплантација на овие системи значително имаат поретки епилептични напади, значително е намален бројот на епилептични напади, значително е намалена јачината на епилептичен напад, и самите пациенти се доста задоволни по имплантација на овој систем. Претежно се вградени на помлади пациенти. Така. Која е возрастна пациент рамка на нашата клиника беше, мислам дека околу 7 годишна возраст, има и постари, но кажав дека многу е подобро да се вгради на млада популација, заради тоа што секој тешка форма на епилептичен напад го и како оштетува мозокот, за да може тоа дете да се развива, да учи и да се оформи како личност, потребно е на ова да се делува. Значи, што порано така веднаш невролозите откако ќе дијагностицираат ваква форма на многу епилепсија, така добро е важно да го дадат предлогот. Пациентите и фамилиите бидат едуцирани, да знаат дека постои и ваква опција каде што може да се делува на епилептичните напади,
кажавме дека ако се диагностицира тешка форма на епилепсија која што е отпорна на лекарства за епилепсија, дека треба да се размислува за ваков стимулатор и што побрзо да се вгради, да не се дозволи мозокот да се оштети. Така, да. Го имаме сега кај нас, се прави таа интервенција кај нас до пред 2-3 години, нели, откако прв пат беше овде направена, мораше пациентите во странство, односно надвор од Македонија да одат. Да патуваат во странство, да. Така, да. И сите тие процедури кои што дополнително и по вградувањето, така, треба да се следат, да се мониторираат, да се проверуваат. Сега имаме компјутер кој што може бежично да се поврза со овој апарат. Ние и претходни да се монтираше апаратот, пациентите мораше да се следат надвор од нашата држава. Сега сето тоа го имаме кај нас, пациентите може да се изоперираат кај нас, да се следат, да се направи замена на апаратот кога ќе е тоа потребно. Ги имаме сите услови да ја работиме оваа процедура. Така, треба ли на нешто посебно да внимаваат, во смисла доколку дојде до потреба да се направи некоја друга интервенција кај тој пациент од друга патологија, а веќе има имплант вграден во сега не кажавме дека овој стимулатор има и не смее да се постави кај одредена група на пациенти, а таа група на пациенти е пациенти кај што има направена обострана ваготомија. Иако има тие медикаментозно резистентна епилепсија, кај нив не е возможно да се постави овој апарат. Има други интервенции кои што може да се направат и кои што би им помогнале да се справат со честите епилептични напади. Но треба да се знае дека како и сите други имплантирани материјали во телото, како што се пейсмейкери, како што се стимулатори кои што се вградуваат длабоко во мозокот, дека пациентите треба да знаат дека доколку некогаш подлежат на хируршка интервенција, треба на хирургот да му кажат дека во себе имаат имплант, генератор, кој што не дозволува користење на електричен нож. Тој електричен нож може да доведе до загревање на апаратот, оштетување на самиот апарат и повреда на пациентот на тој начин што тој ќе се енормно загрее и може да направи изгореница. Исто така треба да се знае дека кај пациенти кои што има фреквентна потреба од фреквентна дијагностика, магнетни резонанци на краток временски интервал, од било која причина, може да се изведе, да се направи магнетна резонанца со овој апарат. Тоа не е контраиндицирано, но постои посебна постапка која што им ја сугерираме на пациентите, а тоа е дека еден ден пред да се направи магнетната резонанца, овој апарат се исклучува. Втората работа е треба да се каже на техничарите кои што ја изведуваат кои што ја направат оваа магнетна резонанца, да направат зона на исклучување, каде што градниот кош ќе биде исклучен од зоната и ќе се снима дали карлица, дали абдомен, може мозок и така натака, но сепак треба да се или раце, нозе, треба да се знае дека има апарат и дека треба да се тој претходно пациент подготви и после тоа да се снима. Така, да. Во поглед на сите оние препораки кои што тие потоа треба нели да ги применуваат, рековме се намалува бројот на лековите кои што претпоставувам ги примаат, се намалува бројот на нападите, го олеснува секојдневието на пациентот. Дали треба на нешто друго дополнително да бидат повнимателни? Го чувствуваат ли апаратот кога тој ќе се активира? Од кога ќе се вгради ваков апарат, нормално постојат рани и треба да се внимава. Треба да се внимава у однос на одржувањето на хигиена, тие рани не треба да бидат во контакт со вода или со надворешен свет, тоа е покриено, чисто и тие не смеат да се запрљаат. Друга работа, тие 2 недели не треба да спортуваат заради тоа што сепак постојат рани кои што може да се отворат. Кај ние забележавме на нашите пациенти кои што вградивме вакви уреди дека се жалат на зарипнатост на гласот од кога ќе се вклучи апаратот додека се адаптираат на ново настанатата состојба, дека се жалат на зарипнатост на гласот за време на траење на овие импулси. Тоа не е постојано. Овој апарат не генерира 24 часа импулси, туку има периоди во кои што не генерира импулси, во кои што пациентите немаат никаков проблем. Потоа се жалат на болки во грлото, се жалат на пецкање, но тоа е се до моментот додека тие не се навикнат на поставувањето на овој на функционирањето на овој апарат. После неколку месеци веќе тие
него не осеќаат апаратот и функционираат ненормално. Така. Ги чувствуваат само придобивките од апаратот. Ете така, да, намалувањето на бројот или пак едноставно од толку многу напади во текот на денот или во текот на месецот, така ако се сведете на еден, тоа е голема придобивка. Така е. Да. Да го слушнеме гледачот. Добро утро, повелете. Ало, Ве слушаме. дали сум на линија? Вие сте во програма, да. Се јавувам во врска со... Имам внукичка 7 години. Таа е со Дравец синдром. Па како можеме да дојдеме до вас да видиме дали може нешто да се направи во врска со овај проект? Доволно е, доктор Томи. Доволно Ви е. благодариме за јавувањето. Благодарам на гледачката. Ние имаме денови во амбуланта, може да дојде на нашата клиника. Мојот ден е петок. Во петок може да дојде да го донесе детенцето заедно со медицинската документација, да видиме зашто се работи, да разговараме, да објаснат колку се чести епилептичните напади, да посетат невролог. Нашите колеги од неврологија, доктор Бојан Бошковски и професорката Кузмановска се одговорни за овие пациенти, да ги прегледаат, да го прегледаат и оние овој пациенти, заеднички да одлучиме дека е кандидат за поставување на овој систем. Така да. Бидејќи сме на самиот крај, веќе времето за денешното издание измина, само една препорака до гледачите. Како да се грижиме... Во однос на оваа тема, јас Така. би дал препорака дека доколку се диагностицира тешка форма на епилепсија, која што е отпорна на лекови, да не чекаат и да не размислуваат дали да се подлежи да подлежат на хируршка интервенција, туку веднаш тоа да го направат, да се заинтересираат, да се јават на преглед и што побрзо се стави апаратот со цел да се подобри квалитетот на живот. Така, бидејќи придобивките се навистина големи, а топлото време и високите температури Топлото време и високите температури буквално не засегаат сите, не влијаат на апаратот. Тој може да работи и на топло време, може да работи и на ладно време, исто како што може да функционира и организмот. Треба да се внимава првите месеци после интервенцијата, да се води помирен живот, да не се изложува директно на сонце, да не се изложува на екстремни услови на надворешната средина и придобивките ќе бидат видливи за кратко време. Така, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Високи се температурите и во текот на денов, но и во следните денови. Избегнувајте го најтоплиот период од денот, бидете дома, разладувајте се, ако веќе мора и да излезете, бидете со шишенце вода со вас.